Пред 26 години, кога ја основавме првата детска амбасада во светот Мегеше, никој од нас не ни помислуваше дека еден ден ќе мора да застанеме во одбрана на правата на детето за чист воздух. Сметавме дека ова е неприкосновено елементарно право, загарантирано со Уставот на Македонија, кој никој не може да му го одзема, камоли на децата. За жал, последниве години свативме дека не е така. Жалосно е што сме сведоци дека неколку градови во Република Македонија се на топ најзагадени градови во Европа. Секое второ дете се лекува од респираторни болести. За жал, доколку оваа состојба продолжи, ќе се соочиме со се потешки последици по здравствената состојба на децата. Прашањето ми е кои мерки среднорочни и долгорочни ги презема владата го реши овој проблем? Често зборуваме на тема екологија за чистиот воздух, заради тоа што од екологија обично во Македонија кога зборуваме најмногу мислиме на чистиот воздух, па после на ѓубрето, на почвата, на водата и така натаму и така натаму. Лепеза на активности се преземени во Македонија и за жал најголем дел од нив се со среднорочен и долгорочен ефект. Но дај Боже дека ќе ги дадат среднорочните и долгорочните ефекти. Краткорочно тоа што можеме да го направивме кога беше најзагаден воздухот, тоа е во текот на зимата или доцна есен или рана пролет, но зимскиот период е тоа. Гасификацијата најголемиот проект. Загадувањето на воздухот дефинитивно во Македонија доаѓа од грејењето најповеќе, а после доаѓа од фабриките, од колите и сето друго кое што е како причина, но истовремено сите други мерки од урбанизмот, одобренијата за градби, мегаломанството во градбата, не критикува опозицијата, меѓу другото, дека се закочени градбите заради тоа што создадовме едно општество дека мора да внимаваме на еколошките аспекти. Се има раст во Македонија, само градежништвото нема раст. Зошто? Заради тоа што научивме сите дека нека и помал растот, но нека биде здравје за сите. Значи, од тој аспект и во делот на градежништвото и урбанизмот, и во делот на гасификациите, веќе се размислува во училиштата и во градинките за вградување на одредени филтри во делот на децата и сличното. Пошумувањето е многу значајно. Јавната свест е ненормално важна. Филтрите на фабриките, владата игра со 1.300.000 за Југохром во моментот, ама пусто има да го решиме до крај. Важно е за платите, важно е за бруто домашниот производ, важно е за извозот за Македонија, но најважно е еколошки да биде тоа заокружено. Затоа сите овие аспекти се отворени и продолжуваме понатаму. Низа на лепези на мерки презимаме против борбата за обезбедување на чист воздух, секако зборувајќи најповеќе за децата.